Советот на јавни обвинители ќе разгледува представката на обвинителката Ленче Ристоска против премиерот Мицкоски, па ќе решава дали ќе постапува. Таа вчера реагираше на наводите кои премиерот ги изнесе во интервју, каде говорејќи за последните измени на кривичниот законник, Мицкоски без директно да ја спомене Ристоска, рече дека поранешен припадник на поранешното СЈО бил најгласен противник на измените, нарекувајќи ја медиокритет. Првиот човек на Советот на јавни обвинители вели дека го добиле писменото известување од Ристоска, прво ќе го разгледуваат, па потоа ќе решаваат дали има основ да постапуваат. Советот, согласно закон, ќе го разгледа и ќе одлучува по представка или по известувањето. Не можем ништо као заклjuč да кажем, ќе видиме. Советот ќе одлучи, ќе видиме. Според правилникот за обезбедување и гарантирање на самостојноста на јавните обвинители на кои се повикува Ристоска, ако комисијата или советот утврдат нарушување направено од носител на јавна функција, заклучокот со препораките ќе доставуваат до владата или собранието. Покрај писмено известување до Советот на јавни обвинители, Ристоска писмено му се обратила и на премиерот Мицкоски со барање за јавно извинување и повлекување на спорните наводи, но одговор нема добиено. Не добив извинување од претседателот на владата. Од Советот очекува да постапи според своите надлежности и да утврди нарушување на самостојноста во вршење на мојата јавна обвинителска функција, бидејќи нападите доаѓаат од некој кој е законски застапник на политичка партија, опфатена со кривични постапки по кои постапувам како јавен обвинител, вели Ристоска за Сител. Од владата пак се изненадени како Ристоска се препознала во интервјуто. Премиерот Христијан Мицкоски во интервјуто не ја спомена Ленче Ристоска со име и презиме. Тој говореше за медиокритет и чудно е како Ленче Ристоска се препознала во тоа интервју, велат од владата. Судирот помеѓу премиерот и Ристоска трае подолг период, откако владата минатата година ја поништи листата на кандидати за судија во Страсбург, на кој беше и поранешната специјална јавна обвинителка. Во тој период Ристоска секојдневно беше дел и од соопштенијата на владеачката партија, каде ја нарекуваат звезда на пропаднатото СЈО. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.